Неделно издание на вестите во 12:30. Добар ден, започнуваме веднаш по кратката најава. Услови за одржување избори на 24 април постојат, истакна премиерот Никола Груевски после вчерашните преговори во резиденцијата на Европската унија во Пржино. Локомотива на патничкиот воз Скопје-Кочани се запалила во движење во близина на местната индустрија МИК Свети Николе. Во возот имало околу 50 патници, од кои поголемиот број студенти од Штип и Кочани. Подготовки за богојавление водици во Делчево. Од црквата очекуваат околу 50 верници кои ќе учествуваат во фаќањето на Светиот крст. Услови за одржување избори на 24 април постојат, истакна премиерот Никола Груевски после вечерашните преговори во резиденцијата на Европската унија во Пржино, кои завршија без согласност од сите партии за договорениот датум во април за одржување на избори. Опозицијската СДСМ застана против датумот 24 април како ден за предвремени парламентарни избори во Македонија. Премиерот Груевски рече дека трите партии ВМРО, ДПМН и ДУИ-ДП постигнале договор за одржување на избори. Дојдовме 4 партии за да ги договориме деталите околу изборите на 24 април 2016 година. Од тие 4 партии, 3 партии бевме подготвени да ги договориме сите детали што треба се договорат. Една партија, односно еден човек дојде со намера да се одложат избори, односно со барање и инсистирање да се одложат избори. Тој човек има име и презиме. Неговото име е Зоран, а неговото презиме е Заев. Денеска не се зборуваше за никакви детали околу избори. Не се зборуваше ни за законот за медиуми, не се зборуваше ни за методологијата за почистување на списоците, бидејќи Зоран Заев не сакаше за тоа да се зборува. Дека се можни избори на 24 април потврди комесарот Хан и Европската унија, ОПСЕ и ОДИХР. За понатамошните чекори дополнително ќе информираме откако ќе направиме консултација, рече Груевски. Страшна несреќа се случи вчера попладне. Локомотива на патничкиот воз Скопје-Кочани се запалила во движење во близина на фабриката за месна индустрија МИК Свети Николе. Во возот имало околу 50 патници, од кои поголемиот број студенти од Штип и Кочани. Од Светиниколската противпожарна единица велат дека повикот за пожарот го добиле околу 18 часот, а поради непристапниот терен, пожарникарите морале околу 300 метри нарака да ги носат противпожарните апарати. Според правичните неофицијални информации, пожарот бил предизвикан од искра при кочењето, при што била зафатена цистерна полна со нафта. Патниците навреме се евакуирале од возот. Еден од родителите вели дека патниците имале среќа поради присебноста на машиновозачот, кој навреме ги информирал да излезат од вагонот. Сепак добрата вест е дека нема повредени патници, а полицијата изврши увид на местото, каде што е пожарена локомотивата на патничкиот воз кој се движел по пругата кон Штип. Во водите на река Брегалница во Делчево и годинава се очекува да скокнат околу 50 верници за богојавление. Подготовките течат, изјавија од црквата Пресвета Богородица, а пријавувањето на верници кои ќе сакаат да бидат дел од овој свет чин ќе трае до самиот ден на големиот празник Богојавление водици. Во сите води тогаш се осветува водата, и во реките, морињата, езерата, така следствено со тоа и нашата македонска Света православна црква Света Богородица, тој ден на реката Брегалница од мостот се извршува голем водосвет и се фрла крстот во реката. До сега си имаат јавено околу 20 на души, мислам дека секоја година се јавува по 50 души, навистина оваа година ќе биде да се јават тие денове за фаќање на крстот. Осветувањето на водите на река Брегалница и фрлањето на Светиот крст
е свет чин кој што го следат голем број на посетители, сместени на двата брега на Брегалница, па затоа од црквата апелираат верниците да ги почитуваат сите насоки за достоинствено одбележување на овој свет чин. За тој ден се пријавуваат повеќе учесници за фаќање на крстот од реката Брегалница, а со тоа и ние како свештеници им апелираме на нашите сограѓани кои се пријавуваат да знаат дека во водата не треба да слегуваат се додека крстот не се фрли. И годинава за среќниот фаќач на крстот ќе следуваат пригодни награди од црквата и од општината. Во поранешните години оној што ќе го извадеше крстот одеше и по куќите низ градот, ги посетуваше православните христијани и влегуваше во самите домови, но сега веќе 2-3 години во Делчево не се оди по куќите, со тоа што после фаќањето на крстот се положува во црквата и кој сака може да го посети црквата и да се поклони пред светиот крст. Црквата им дава поклон на она што ќе го фати крстот. Тоа не се кој знае колкави поклони, но сепак се означува една скромност спрема оно што го фаќа крстот, а тој се знае оно што го фаќа крстот или тие што влеваат во водата, влеваат за здравје и за спасение од самиот Господ Исус Христос. Богојавленската литургија ќе започне рано наутро во црквата Пресвета Богородица во Делчево. Во 10 часот и 30 минути свештенослужителите и верниците со литија ќе се упатат кон мостот во централното градско подрачје, а самиот чин на фрлање на крстот ќе се изврши во 11 часот. Новиот директор на Националната установа Центарот за култура Ацо Шопово Штип Миле Вратеовски најави дека во најскоро време повторно ќе заживеат некогашните секции, кои своевремено предизвикуваа голем интерес кај повозрасната, но и помладата популација. Еден од нив е и драмската секција за помалите, но Вратеовски истакна дека ќе можат да членуваат и возрастни штипјани, кои се на мислење дека поседуваат актерски способности. Во план се и секциите кои што работат да бидат посебно за најмалата возраст, посебно за тинеџерската возраст. Дури во план сме и да направиме една аматерска како секција би го нарекол, аматерски едно дружење за возраст, кој што би било интересно, ќе видиме дали ќе профункционира, ако има заинтересирано доволно луѓе. Овие секции ќе бидат увертира на дел од плановите кои ги има Вратеовски во однос на враќањето на театарската публика во театарот и стикнување на потребата од театарската уметност кај најмладите. Токму затоа ќе продолжи да се организира и детскиот фестивал Малиот принц. Заради фестивалот Малиот принц ќе посветиме доста време на нашите најмалата публика, која што е една публика за целовечерните представи, на младите, на тинејџерите, кај што ќе имаме посебна програма за тинејџерите. Најмалку 20 лица се убиени, а 15 повредени во напад на исламисти врз ресторан и хотел во главниот град на Буркина Фасо, јавуваат локалните власти. Немаме точна бројка на мртви, но има најмалку 20 лица, изјави директорот на болницата. Во пресметка со исламистите е погоден еден полицаец, кој се обидел да влезе во хотелот Сплендид, каде биле напаѓачи. Претходно полицијата и очевидци јавија дека безбедносните сили на Буркина Фасо се судриле со исламисти пред хотелот Сплендид во главниот град на земјата. Одговорност за нападот презема групата Ал-Каеда од Исламски Магреб. Францускиот амбасадор во Буркина Фасо Жил Тибо соопшти дека во главниот град е воведен полициски час, како и дека во амбасадата е формиран кризен штаб за своите граѓани во земјата, која е поранешна француска колонија. Председателот на грчкиот парламент отпушти 7 вработени, бидејќи при вработувањето поднеле лажни академски дипломи. Одлуката за врачување откази ја потпишал председателот на парламентот Никос Вуцис, пренесува Танју. Меѓу обвинетите се советникот на поранешниот премиер Костас Симитис и поранешен секретар на еден од пратениците. Минатиот ноември грчкиот парламент отпушти 16 вработени поради фалсификување на академски дипломи.
Во Тајван денеска над 18,8 милиони лица со право на глас избираат нов претседател и состав на парламентот, јави ТАС. Гласањето на островот со 23 милиони жители е во 15.500 гласачки секции во 22 населени места. Се очекува изборната активност да изнесе околу 70%. Резултатите се очекуваат да бидат објавени утре, а втор круг од изборите не се предвидува. Фаворити на изборите се 59 годишната Цај Ингвен и незината Демократска прогресивна партија, доколку победи Цај ќе биде прва жена претседател на Тајван. Откако Франција ја оправда улогата на фаворит и славеше над Македонија со 30:23 и домакинот Полска, иако потешко од очекувањата, ја победи Србија со 29:28. Голманот Славомир Шмал му одбрани пенал на 30 на секунди до крајот на мечот на дотогаш безгрешниот Иван Никчевич. Претходно Србија водеше на стартот на вториот дел со 2 гола разлика пред полските ракометари да победат со 21:18. Тие помислија дека се е готово, но србите предводени од Ненадич во нападот и Станич на голот се вратија во егал меч, кој на крајот сепак го загубија. Најдобри во српскиот состав беа Ненадич и Никчевич со по 7 голови, додека Јурецки постигна исто толку на спортивната страна. Селекторот на македонската ракометна репрезентација Ивица Оберван посочи дека по одличното прво полувреме на надпреварот со Франција се родил планот да играме за победа, но последните 7 минути од мечот го расипале впечатокот. Селекторот најави дека нема тагување и дека сите погледи се свртени кон следниот противник со кого играме по само 48 часа пауза. Бидете со нас и во дневникот во 16:30, до тогаш останете во добро расположение и имајте пријатен ден.